бива членството во Европската унија. Никој не успеал без Европската унија од помалите држави во источниот блок. Тоа што ние треба да седнеме, сите политички партии од двете страни на спектарот, е да постигнеме државен консензус, дека ќе се надпреваруваме, се разбира, кој ќе понуди подобро решение за здравството, кој ќе понуди подобро решение за образованието. Меѓутоа, по однос на главните прашања, членство во Европската унија до 2030 година мора да си дадеме рака, мора да постигнеме надпартиски консензус. Тоа го направи Хрватска. Значи, премиерот и опозицијата во тоа време си подадоа рака пред јавноста и рекоа, ќе се надпреваруваме за сите други прашања, но не по однос на прашањето на Европската унија. Тоа сметам, на тоа се повикувам веќе неколку години како министер за надворешни работи. Мислам дека како претседател на државата тоа би ми бил прв приоритет, постигнување на државен консензус по однос на ЕУ 2030, но по однос на стратешките економски правци. Тоа е еден предлог кој што сме го разговарале со стопанските комори и тие се согласуваат дека политичките прашања, етничките прашања се повеќе влегуваат во некакви сишини и добиваат правец. Сега е време да постигнеме државен консензус по однос на економските прашања и развојот на државата, и тоа би ми било приоритет на постигнување на тој економски рамковен договор. Трето прашање кој што сметам дека е многу важно, тоа е ветингот. Значи, мојот предлог е како претседател на државата да иницирам формирање на меѓународен борд составен од НАТО, Европска унија и САД, кои што би ги сертифицирале сите носители на јавни функции, зборувам од политичкиот живот, институционалниот, правосудниот систем, и тоа по однос на два правца. Првиот, дали имаат било каква конекција со рускиот интерес. Сметам дека е многу важно да поставиме ѕид на рускиот интерес во државата, бидејќи ние историски сме виделе штета. И македонскиот народ, и албанскиот народ, и сите виделе штета од рускиот интерес и мора да изградиме ѕид на рускиот интерес. Значи, верификација дека ниеден носител на јавни функции не може да представува руски интерес во оваа држава, и второ, дали се инволвирани во било какви коруптивни дејанија. И предлогот ми е да никој не може да стане носител на јавна функција, министер, директор, судија, обвинител, без да го добие тој сертификат.